Инспекторите на терен ги чешлаат градежните фирми за неправилности. Разочарувачкиот факт дека повеќе од половина од становите се плаќаат во кеш го вклучи алармот кај надлежните дека нешто не чини во овој сектор и дека цените се вештачки напумпани. Владата реши да ги стави во ред и да си ги наплати парите кои сега не се слеваат во државната каса. Управата за јавни приходи презаде храбри чекори. На 318 градежни компании им даде време да ги поправат неправилностите ако не сакаат казни. Даночните инспектори засилено ќе излезат на терен за да ги ловат прекршувачите на законите. Од УЈП велат дека ризиците во градежништвото се големи. Имало непријавени работници, фирмите избегнувале да платат ДДВ за продажби на нови станови по истекот на 5 години, договори по нереално ниска продажна вредност, а имало и значителни разлики помеѓу реалниот обем на изградба и пријавените приходи од продажба. Пријавените податоци во даночните пријави, во даночните биланси, правиме определени споредби меѓу искажаните податоци кои што можат да укажуваат на определени нелогичности на страната на приходите и расходите или влезниот и излезниот промет и слично, и тоа ни се индикатори дека може да има неправилности. Уште кога стапи на функцијата на крајот на мај, гувернерот на Народната банка Трајко Славевски рече дека Централната банка ќе се обиде да интервенира во градежништвото, каде што се забележани шпекулативни потфати. Тој посочи дека тоа што половина од становите се плаќаат во кеш, ги зголемува сомнежите за тоа од каде доаѓаат овие пари и дали се стигнати по легален пат, бидејќи најголем дел не се од заштеди, туку имаат непознато потекло. Ние можеме единствено да размислуваме да влијаеме со инструменти на страната на кредитирањето, а по некои податоци проценки, 50% од прометот со објекти за живење со становите се на кредит, а другата половина се во готовина. Готовината која што секако притиска на поборувачката и на цените на становите. Ние немаме инструменти тоа да влијаеме, дури треба се направат подлабоки анализи, да речеме од каде доаѓаат тие пари. И покрај намалените трошоци на градежните материјали, цените на становите продолжуваат да растат. Не спласнува ниту изградбата, ниту побарувачката. Во јуни биле издадени 213 одобренија за градење, што е за 15% повеќе во однос на истиот месец лани. Според податоците на Народната банка, во вториот квартал годинава цените на становите пораснале за 22,3%. Новите станови во центарот на Скопје се продаваат и за 2700 евра за метар квадратен. Цена што голем дел од граѓаните со просечна плата од 745 евра месечно не може да си ја дозволат без да се задолжат со повеќе децениски кредити кои ќе ги отплаќаат и во пензионерските денови. Токму затоа Народната банка работи на мерки за да им овозможи на младите полесно да дојдат до поевтини кредити за да се стекнат со својот прв дом.